Добре дојде во студио за Марина Кежаровска, сопруга на Томислав Кежаровски, новинарот кој доби пресуда од 4,5 години заради напишан текст. Вие денеска добивте награда за вашиот сопруг, Томче Кежаровски, нашиот колега, 65 години слави Нова Македонија и по тој повод беа доделувани награди. Наградата е за истражувачко новинарство, добиена е за истрагата за колегата, трагично загинатиот колега Никола Младенов и водењето всушност на истрагата за село Лазарот и нелегално издавање на рецепти за метадон. Тоа е образложението за наградата. Му кажавте ли на вашиот сопруг дека добил награда? Пред се да ви се заблагодарам на поканата. Го цениме тоа што дојдовте, да. Денес и денес ме повикаа во редакцијата на Нова Македонија и токму на денот 69-тиот роден ден кога го слават, да ми го врачат ова признание. Бев пријатно изненадена, исто толку и тажна, повеќе тажна, што не може да му се врачи лично нему, ова се негови заслуги. Меѓутоа, сето тоа ќе му биде пренесено и ќе верувам дека ќе му биде сатисфакција за повеќе, да има мотив да го издржи сето ова голгота која ние наметна. Една од голготите, освен причините заради кои е во затвор, заради што протестира огромен број на меѓународни домашни медиумски организации за човекови права и така натаму, политички институции. Имавте средба со народниот правобранител вчера Иџет Мемети. Можете ли да не раскажете што токму говоревте со него со оглед на тоа што вчерашната порека беше на Мемети дека се катастрофални условите во притворот каде е Кежаровски? Да, јас бев вчера кај него. Ние сме и во постојан контакт, значи цело време, уште од првиот момент Томче, откако е таму, нели? Ме повика и очекувавме да се вратат луѓето кои што беа на терен, екипата која што беше испратена таму, меѓутоа се до моето таму до колку до 16 часот дека бев, тие се уште не беа вратени. Очигледно и господинот Мемети сакаше да кога ќе дојдат и самите веднаш да ми ја пренесат, нели, целосната состојба, меѓутоа се договоривме дека може и после тоа, нели, како и секогаш јас им благодарам, не можам значи тоа да го одминам. Секогаш кога оделе да го посетат, потоа веднаш ми се јавувале да ми известат каква е. Меѓутоа, до времето вчера некако не прегази и остана дека ќе ме повикаат да ми ја кажат се вкупната состојба неговата. Вие знаете ситуацијата на какви се условите во затворот каде е Томче Кежаровски? Јас не ги знам, него ги слушам само, нели, што Томче ќе ми го пренесе, што ќе ми го каже. Што вели, ќе ви ја пренесам реченицата во целост, кој што ми кажува. Јас не знам дали има полош дел воопшто во затворот, во шутката. И како што знае, веројатно да ме расположи, веројатно е граден 37 година, бе. Мислам, условите биле. Јас и го кажав, значи, облеката, постелата која што е враќе. Не можам да ви опишам, ако речам мирис ке асоцира на нешто убаво. Таа мириса на влага, на кал, на мувла, И од тука, што да ми каже, он многу и не ми зборува, само заради, нели, да не се грижиме повеќе, меѓутоа, целата состојба негова многу зборува. Каква е неговата здравствена состојба? Томче беше добар. Добро го поднесуваше сето. Добро, нели, ќе оставиме пак во наводници таму, меѓутоа, за разлика по пресудата. Значи, по пресудата јас побарав во петокот бев побарав воредна средба за да видам, нели, после пресудата каква е. Не можам да ви опишам. До толку беше скршен, изнемоштен, и психички, и физички. Не очекуваше присуда? Не очекувавте ни вие? Не. Може би и дотолку тоа го скрши што, нели, со оглед на тоа за оние селективни правди и неправди што се,
очекуваше да се брани од слобода, бидејќи ниту убил некого, ниту направил, ниту сторил било каков криминал тежок некако. Може би и тоа најмногу допринесе за повторното враќање во притвор. А самата присуда како присуда што му ја изрекува 4,5 години, не знам ниту јас како ја издржав на незе, а не пак за неа. Рековте селективна правда, тоа е една од пораките на Ричард Ховит, пратеникот од Европскиот парламент кој во деновиве во Македонија, тој е известувач за Македонија на Европскиот парламент, констатираше дека случајот со Кежаровски го покрена прашањето и создава впечаток, рече тој дека тоа е процес дел од селективната правда. Специјалниот представник на Обединетите нации за медиуми Франк Лару, кога беше во Македонија, тогаш не му беше дозволено да го посети Кежаровски. Имате ли објаснување за што станува збор? Дали Кежаровски, вашиот сопруг, ви има кажано дека очекувал посета од таков тип од високиот представник од Обединетите нации? Не сме разговарале за тоа, значи не сме разговарале. Знам дека чита, нели, таму се известува. Добро. А за последнава посета на Ховит, нели, да. Само да ова што вие го велите за селективна правда и неправда, тоа е во моментов што најмногу не револтира и не прави гневнина. Зошто не му се дозволи ништо повеќе, значи не коментираме ние како ќе тече понатака и какви присуди ќе добил и од апелација од Врховен, меѓутоа може да му дозволат човекот да си биде дома, да се брани од слобода. Зборува за влијание врз сведоци, за влијание врз јавноста. Тоа заврши сето. Зошто и понатака? Значи, стварно, бараме објаснување, зошто и понатака? Зошто и понатака останува во притвор? Меѓутоа, некако и он самиот веќе е убеден, сега на последнава средба што имав со него, викам, многу некому му значи да бидам јас тука. Но викам, зошто, велам, нели, зошто така размислуваш? Па стварно не разбирам века зошто сум тука и понатака. Кому некому? Дали го лоцира тој некој? Не ми кажа, значи не ми спомена никого, ние не можеме кој знае каква комуникација да имаме таму. Бидејќи разговорите ни се преку стакло. Знам дека некому му одговара јас да бидам тука, сега понатака нити ми менуваше кому како не знам. Пратеникот Антонио Милошевски, инаку и екс шеф на дипломатијата, вчера реагирајќи на изјавата на Ховит, изјави дека недостатоците на судството не ни даваат за право да го претвориме собранието во кривичен, управен или прекршачен суд, но вели, додава дека судиите сепак треба да ги преземат, да ги земат реакциите од јавноста во предвид. Како велат на крајот од тунелот, мене ми е ова некакво светло. Индикативно ви е? Па да. Дека може би била па никој не е безгрешен на крајот на криштата и апсолутно се согласувам со тоа. Па и некаква надеж, нели, дополнително. Председателот на МАНУ, поранешен министер за правда, Владо Камбовски, минатата недела имаше изјава во која кажа дека смета дека овој случај на Кежаровски сигурно би паднал во Страсбур. Ќе одите во Страсбур? Да. Доколку сите инстанци судски се поминат? Доколку нели се поминат? Да. Доколку секако. Секако, бидејќи таму ни е целата надеж и спасотот. Општа состојба. Ќе бевме многу срекни и многу радосни, нели, овде кога си се заврши сето тоа, затоа што на Томче денот во притвор му е повеќе од година. Тоа е негова значи, изјава. Да, негова изјава. Па и на сите таму веројатно што се. Вие му напишавте писмо на, односно писмо, му се обративте на Латас преку Фејсбук, реагирајќи на неговиот коментар дека семејството на Кежаровски е виновно што на протестите учествувале членови на СДСМ. Вие му одговоривте дека излеговте само за поддршка на Апсолутно. Томислав Кежаровски. Апсолутно. Без да знам при тоа кој ќе присуствува таму. Јас дури не ни знаев, не ни прочитав
дека иницијативниот одбор ги повикува и останатите граѓани кои што сака да присуствува. Јас искрено не можам да поверувам дека јас можам да бидам во семејство сум и јас, нели? Како би можела јас да бидам виновна и да спречам некој да дојде таму? Апсолутно, затоа и реков ќе бев среќна, нели, покрај сите да присуствуваш и тој и на крајот на криштата. Велите фрлате по нас со камења, ние ќе фрламе по вас со леп. Леп кој вие му го земавте на Томче пред години. Тоа следеше, верувајте ми, вести претходно никогаш многу не сум следела, нели, сега ги следам на сите телевизии од кога се случува со Томче и навистина ме интересира кој што ќе каже и како ќе каже. И баш си размислив, па 5 месеци човеков е таму, ништо не кажа, ништо не спомена со нешто, например, што дополнително би му наштетили. Јас кога ги слушам вестите не можам да поверувам. Не можам да поверувам. Мислам, кулминираше со она дека семејството негово е виновно што некој си. Што дошле луѓе и од СДСМ, и од, па дај Боже нека дојде, и од ВМРО, и од сите тоа. Секако не за нас многу значи. И од тука не револт, него ете чисто онака сакав да го искоментирам, да му кажам дека не е тоа така. Дека колегите сите вие кои што сте првиот ден, нели, со нас, дека сте ни стварно голема поддршка да го издржиме ова. Па и сите луѓе што беа таму, јас не знам кои се тие СДСМ, кои се тие ВМРО, верувајте ми, јас затоа и напишав, јас никогаш не сум членувала во политичка партија, ниту сега, ниту порано, ниту од кога знам за себе. Значи. Јас не можам така да ги делам луѓето. Мене ми значат само сите тие таму што дошле, да ни дадат поддршка. И се разбира колегите без разлика од која политичка провиненција или има Апсолутно. или уредувачка политика. Кои се следните чекори кои ќе го направите вие како семејство? Што ќе побарате од народниот правобранител? Кој е вашиот план? Планот е тој 5 месеци што го правиме, значи ние и понатака јас и викам докаде што можам, со голи раце ќе го бранам. План нема тука, едноставно ќе ги следиме случувањата. Би сакала, нели, доколку се во можност и во затворот да му обезбедат барем малку попристојни човечки услови, овие во кои што секако што ми кажа се испод секакво човечко достоинство. Може ли тоа да се издействува со помош на народниот правобранител? Па не знам да ја кажам. Не знам. Дали не знам вие докаде, нели ќе чекам сега да ми каже правобранителот. Прво нека да ми ја објасни состојбата, па понатака ќе се договориме, ќе видам, мислам, ќе се каже и он докаде може да оди така натаму. Дури мислев и да се обратам до Министерството за правда. Со какво барање? Малку подобри човечки услови. Ништо повеќе, значи. Ништо повеќе. Имате ли објаснување зошто нема образложение, се уште нема образложение за пресудата? Како вас ви беше тоа објаснато? Јас тоа го разговарав, значи со неговиот бранител, со Филип Медарски. Ми кажа дека 2 до 3 недели стигало образложение. И од тука не знам, нели, треба да се види што стои во образложението на оваа казна. Еврокомесарот за проширување Штефан Филе исто така рече дека го очекува образложението, односно текстот на пресудата. Очекувате ли оттаму реакција? Очекуваме се што ќе му оди во полза на Томче. Ништо не можам да селектирам, значи се што него ќе му оди во полза. Добро, јас благодарам што бевте гост. Благодарам јас.